Почитувани сограѓани, веќе 9 години сме сведоци на погубното владење на ВМРО ДПМН. 9 години во кои Македонија назадува на сите полиња. По сиромаштија сме први во Европа. Повеќе од 50% од населението едва е врзува крај со крај, а власта се фали дека се најголеми реформатори во регионот. Скоро 350.000 наши сограѓани се распрснаа по белиот свет, барајки леп и подобра иднина, бидејќи попрво му веруваат на празниот стомак отколку на економските бајки на владата, а тие се фалат дека ја намалиле невработеноста. Судството е партизирано. Јавната администрација е место за удомување на партиските војници. Ја задолжија државата со 5 милиарди евра за споменици и луксузирање, а долгот ќе треба да го враќаат нашите деца. Уште сега им ја одземаат шансата на идните генерации равноправно да се надпреваруваат со другите во европското семејство. Во здравството направија хаос. Ни бегаат доктори во другите здравствени центари и во странство, а за 2 до 3 години ќе нема никој да не лечи. Во образованието се прават експерименти со наставните програми, каде се величи власта и се пропагира лојално подаништво. Воведоа екстерно тестирање, е-дневник, СМС пораки до родителите за присуство на децата на училиштето, компјутер за секое дете и што ли уште не. А пола од училиштата се задолжени да гуша. На прагот на зимата немаат грејење. Се е на штета на учениците, кои се најголема грижа на секој родител, но и за секое сериозно општество, кое преку инвестирање во децата и младите инвестира и во својата иднина. Исто е во земјоделието. Незадоволните тутунари си ги бараат парите од ланската реколта. Дел од земјоделците се уште ги чекаат субвенциите за претходните 2 години. Се нарекуваа земјоделска влада, а немаат одговор како при толку успеси ја направија Македонија поголем увозник на земјоделски производи отколку што извежува. Го излажаа овчеполието со филмските инвестиции на собрата Рој за денес, кога индиеците во затвор, да се кријат без да објаснат што тоа се случи со најавениот инвестициски бум на Сахара Груп и кој ќе ја плати штетата од неколку десетици милиони евра. Во сериозни држави за вакви инвестициони промашувања летаат оставки, паѓаат влади, само кај нас се е мирно во Илинденска безброј. Но господата од ВМРО ДПМН гајле си немаат. Живеат во некој собствен свет, далеку од маките на народот. За нив е битно да можат да владеат и да ги трошат народните пари. Зато измислуваат нови казни, нови давачки, за да го држат народот во страв. Земјоделците ги направија паталци, лекарските ординации писарници, образовните работници станаа административни евидентичари. Зошто се гушат дејностите за сметка на неквалитетната услуга што ја добива секој граѓанин од јавниот сектор, за да има што да работи армијата административци и да создава база на податоци за секој пациент, учител, здравствен работник. Од пишување глава да не кренат, ниту да помислат дали им достигне платата или дали воопшто ќе земаат плата овој месец. Жалосно, се арчи трудот на сопствениот народ, за да остане подим на режимот со страв, заплашување и казни. Вака повеќе не оди. Мора да и се стави крај на ваквата неодговорна политика на ДПМН. Не може цела Македонија, врхушката на ДПМН, да ја држи во заложништво за сметка на лично богатење на фамилијата. Почитувани сограѓани, секогаш, кога е најтешко на Македонија, СДСМ е тука да и помогне. Оти ние немаме резервна татковина, немаме дупли пасуши. Заедно со вас мора да му ставиме крај на овој режим. Тоа е наша обврска. Тоа е и ваша обврска. Обврска на сите кои си ја сакаме Македонија, а убедени сме дека не има многу. По тој повод ве покануваме во понеделник на 17 ноември во 19 часот во Народниот театар во Гевгелија на трибина со работен наслов заедно со граѓаните. Целта е заеднички да разговараме со вас за проблемите во државата, изворно од вас да ги слушнеме вашите мислења и да ви ги соопштиме нашите решенија како да ја вратиме Македонија во нормален колосек. Гости на трибината ќе бидат дел од раководството на опозицијата, предводена од заменик председателот на СДСМ, госпоѓа Радмила Шекеринска. Ви благодарам за вниманието и ви очекувам да бидете учесници на трибината заедно со граѓаните.